Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Со настан под мотото Јас, ти и музејот, Завод и музеј Прилеп одбележува 70 години од постоењето. Општина Прилеп се вклучува во Генералка викенд 2025 утре кај Вештачкото езеро. Прилепскиот фотограф и уметник Милан Темелковски ќе изложува во Цепенков. Времето денеска променливо облачно со услови за дожд во вечерните часови. Урбан маркетинг. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас, управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп, на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас, управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Гордана Цветанов. Завод и музеј Прилеп денеска одбележува 70 години од постоењето со настан под мотото Јас, ти и музејот, екфрасија, цртам зборови, говорам слики. 10 ликовни уметници и 10 ликовни творци од градов преку нивните дела ја потврдија историјата на поврзаноста на уметничките медиуми, нивната зависност и неминовност во создавањето на она што поминува низ времето, а трае во вечноста. Со поздравно обраќање на настанот се обрати Мимоза Христоска, директорка на Завод и музеј Прилеп, а уметниците се представија низ музејските поставки. Се одржа и партиципатор на презентација Едукативен центар за историските случувања во периодот од 19 до 20 век и нивното влијание врз културно-социјалниот живот во Прилеп и непосредната околина. Интерактивната работилница Екфрасија, цртам зборови, говорам слики, се одржа во галеријата на икони, односно во Баба Неделиното училиште. Општина Прилеп и оваа година се приклучува на националната акција Генералка викенд 2025, која што ќе се одржи утре, петок, 9 мај. Планирано е акцијата да започне од 9 часот и 30 минути кај Вештачкото езеро Прилеп. Општина Прилеп упатува повик до сите кои се во можност со својот личен придонес да се вклучат за почиста, здрава и еколошка средина. Инаку по петти пат престојниот викенд, започнувајќи од утре во Македонија, ќе се одвива најголемата годишна национална акција за собирање отпад, Генералка викенд, волонтерска акција од граѓаните за граѓаните. Акцијата е поддржана и од ЗЕЛС, Црвен крст, Министерството за животна средина. Над 20.000 волонтери ќе се вклучат во еколошките акции на повеќе од 500 локации во сите општини низ земјава, вклучувајќи над 600 организации, институции и компании, еколошки, граѓански, спортски здруженија, пензионерски организации, јавни институции, локални и урбани заедници, градинки, училишта, факултети, волонтери и национални паркови. Во ликовната галерија од Центарот за култура Марко Цепенков на 9 мај петок во 18 часот ќе биде отворена изложбата на фотографии и булки од прилепскиот уметник Милан Темелковски.
Најголем дел од фотографиите се направени на плаошник. Болките не се осамени, туку се дел од поширок пејзаж во диалог со старите камени ѕидини, зелените падини и бескрајното охридско синило. Црвенилото на булките и синилото, небесно или езерско, се присутни речиси на секој кадар како визуелна порака за нужното единство меѓу човекот и природата. Милан Темелковски е етаблирано фотографско име од Прилеп, роден во 1953 година. Тој е пензиониран, но не и од фотографијата, страст која што ја негува повеќе децении. Неговото име е длабоко врежено во македонската фотографска сцена, посебно преку неговата работа во Институтот за старословенска култура Прилеп и преку долгорочната и плодна соработка со Народниот театар Војдан Чернодрински и истоимениот фестивал. Од полициската хроника бележиме: на 7 мај во 23 часот и 35 минути во ОВР Прилеп 47 годишникот Прилеп пријавил дека во Прилеп бил физички нападнат од неговиот брат со иницијали СА. Се преземаат мерки за расчистување на настанот. На 7 мај во ОВР Прилеп било пријавено дека во 17 часот во продажен објект на улица Васко Карангелески во Прилеп едно лице со закана со стаклен предмет и со употреба на физичка сила кон вработената одзело пари од касата. На истиот ден, 7 мај, во 4 часот и 40 минути во ОВР Прилеп било пријавено дека настанал пожар во куќа на улица Маркови Кули во Прилеп, собственост на 41 годишниот ЕС од Прилеп. Пожарот бил изгаснат од екипа на територијалната противпожарна единица Прилеп, а повредени лица нема. Временска прогноза. Времето денеска променливо облачно со сончеви периоди. Ќе дува умерен, а во западните делови засилен ветер од југозападен правец. Попладне ќе има изолирана појава на нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Во Прилеп променливо облачно со сончеви периоди со умерен ветер од југозападен правец. Минималната температура се спушти до 8, а максималната достигна до 23 степени. Според управата за хидрометеоролошки работи, во ноќта петок кон сабота и во сабота предпладне ќе биде нестабилно со локални поројни врнежи од дожд, кои наместа ќе бидат пообилни, проследени со појава на грмежи. Преодно стабилизирање на времето ќе има во недела, а во понеделник се очекуваат повремени врнежи од дожд. Дневните температури од сабота ќе бидат во опаѓање. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника. Продукција Радио Пела, уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески. Мај 2025.